Советот на општина Кочани в среда ќе одржи 22-та седница, на чиј дневен ред има 6 точки, од кои 5 се однесуваат на воспоставувањето меѓуопштинска соработка меѓу 11 општини од источниот плански регион. Станува збор за соработка во однос на дигитализацијата на услугите што ги нудат општинските служби, а за што предлогот доаѓа од општина Штип, која треба да биде носител на проектот. За ваквата соработка дел од локалните самоуправи во регионот веќе дадоа согласност, а Советот на општина Кочани позитивно мислење даде во јули годинава, кога на седницата беше дадено и образложение за потребата од воспоставување на соработката. На овој начин ќе може и покрај екипираните овие градските општини ќе се создадат услови и можности и руралните општини од овој регион да ги подобрат услугите спрема граѓаните и тоа да се поедностави, односно тоа да биде по електронски пат. Со воспоставувањето на меѓуопштинската соработка во делот на дигитализацијата се очекува да се стандардизираат работните процеси во сите 11 општини од источниот регион, како и да се зголеми транспарентноста во работењето и да се подобрат и олеснат услугите што граѓаните ќе ги добиваат од општинските администрации. Истовремено се очекува да се намали и времетраењето во издавањето на одредени документи и услуги што ги бараат граѓаните. На седницата в среда, членовите на Советот на општина Кочани ќе разгледуваат и предлог одлуката за измена на распоред на средствата во буџетот, со што ќе се обезбеди плаќање на електричната енергија и ќе се набави информатичка опрема за потребите на образованието. Сообраќајните служби во полициските станици од источниот регион во текот на празничниот ден спроведува засилени акцински контроли. При тоа се казнуваше непочитувањето на прописите, главно за управување возила над законски пропишаната брзина. За време на контролата констатирани се 81 прекршок, од кои 45 во населени места и 36 на отворен пат. При изрекувањето на казните, по 8 возачи биле санкционирани на територијата на општина Виница и Берово, а 5 мина во Кочани. Останатите 23 се казнити на подрачјето на општина Штип, 18 во Свети Николе, 15 во Делчево и 4 возачи на територијата на општина Проби Штип. На сите им се изречени соодветни санкции и казнени мерки. Исто така казнети си и 30 други возачи за сторени прекршоци, од кои 19 поради тоа што управувале возило без возачка дозвола. 2 возачи се казнети за управување технички неисправно возило, а 3 за нерегистриран автомобил. Исто така казнети си и 3 возачи почетници, како и 2 за управување возило под дејство на алкохол. Кај еден возач било констатирано некористење сигурносен појас, поради што му е изречена казна. Од полицијата информираат дека засилените акцијски контроли ќе продолжат и во текот на предновгодишниот период. Поради тоа упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да придонесат за што поголема безбедност на патиштата. Неработниот ден по повод празникот посветен на Свети Климент, дел од граѓаните го искористија за празнична прошетка по пешачката патека или по патниот правец кон браната градче. Сепак, грдата слика што ја затекнаа таму остава лош впечаток за напорите на општината и надлежните служби овој дел од околината на Кочани да биде катче за рекреација и престој во природа. Неиспразнетиот контејнер и расфрланото ѓубре околу него, преполнетите канти за отпадоци од кои испаднале пластични шишиња, амбалажа, хартии и остатоци од храна, се лош амбиент што никој не би го посакал, особено ако решил да ужива во природната убавина. Повеќе од очигледно е дека се работи за заедничка и граѓанска и општествена неодговорност околу зачувувањето и грижата за јавното добро. Новопоставените настрешници ги краси расфрлено ѓубре, па иако има по неколку метални канти за отпадоци, очигледно е дека тие не се испразнети откако се поставени, така што не можат да одговорат на функцијата. Дел од дравените клупи со маси се расфрлани и искршени. Нивните остатоци веројатно завршиле во бетонските скари поставени во близина. Сепак, има и еден позитивен пример, дека кога се сака може да се постигне одличен ефект. Тоа е една од настрешниците околу која посетителите и сопствениците на имот во близина се потрудиле да нема воопшто ѓубре, а корпите да бидат уредни и чисти.
Со тоа, оваа локација отскокнува од другите и покажува дека е потребно само малку грижа и одговорност за да се постигне голем ефект. Снимките што беа направени во текот на празничниот ден и објавени на Facebook профилот на Канал 8 очигледно влијаеле кај одговорните во комуналното претпријатие, па неколкумина работници од изутрината биле ангажирани на прибирање на отпадоците, иако сликата подоцна не се промени кој знае колку. Неопходно е контейнерот кај локалитетот Бавчалук да се празни со позачестена динамика, а отпадоците од кантите долж пешачката патека да се собираат барем еднаш месечно. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена ликовната изложба Метаморфози на ликовните уметници Викторија Митева и Орхан Кјамил. На 20 платна тие го представуваат сопственото творештво работено во изминатиот период, а на кој е прикажана трансформацијата на формата и обликот низ необично тродимензионално видување. Интересот кај домашната публика за изложбата на двајцата автори беше одличен, а тоа само уште една потврда за сериозноста и квалитетот во пристапот што тие го дале во создавањето на своите дела. Орхан Кјамил, како веќе искусен и докажан ликовен уметник и педагог од Кочани, заедно со своите ученици и соработници во годините наназад, помогна да се издигнат млади креативци кои веќе создаваат препознатливи уметнички дела. Зборувајќи за мотивот да се работи во ликовната уметност и создавањето на метаморфози, која авторката Митева истакна дека суштината е да се пронајде вистината во себе, односно имитацијата и мимикријата што секој ја доживува преку природата. Како природен циклус, проследен со одредени видови на фази или стадиуми, оваа изложба произлегува од принцип на микро-макроорганизми, совршено дефинирани форми кои во себе ги носат сите мали детали на она што е надвор од перфекцијата, она што големата слика или големото огледало го сочинува. Метаморфозата, појдувајќи од примариосот на едносликарско искажување на авторите, а тоа е бојата, трансформира и се преобразува од класичен медиум за сликање кон барање на истиот во тврдата, материализирана форма на сувиот или искршен пигмент, она што од боја преидува во текстура и оформува тродимензионалност, сенка, оцјај, испакнатост или пак пукнатина. Делата од изложбата Метаморфози на Митева и Кјамил се представени во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри, а публиката ќе може да ги види во наредните 10 денови. Во првенството на втората фудбалска лига викендов ќе се игра 15-тото коло, во кое Виничка Слога 1934 ќе биде домакин на тимот на Детонит Плачковица од Радовиш. По минатонеделниот пораз од 2:0 на гостувањето против Охрид Лихнидос, средбата со радовишани за домашниот тим ќе биде нов предизвик да се постигне поволен резултат и да се освои најмалку бод. Иако тешко, но не и невозможно, сепак екипата на Детонит е фаворит со оглед што во оваа есенска сезона таа игра солидно и во моментот се наоѓа на 5-то место на табелата. Гостите имаат 7 победи, 5 нерешени и 2 изгубени средби, а за првопласираниот гостивар заостануваат 8 бода. За разлика од нив, Виничка Слога со 8 порази, 4 ремија и само 2 победи има 10 бода и е на 14-та позиција, пред Тетекс кој има 7 и Борец кој е без бодови. Средбата против Детонит Плачковица се игра в сабота на стадионот во Виница со почеток од 13 часот. Во третата кошаркарска лига пак се одигра 8-то коло, во кое екипата на Баскет Дино гостуваше во Кавадарци против тимот на Пробаскет и доживеа неочекуван пораз од 62 спрема 61. Сепак, од кочанскиот третолигаш се сомневаат дека имало неправилности и намерни грешки во водењето на евиденцијата во текот на целиот надпревар, поради што е вложена жалба. Иако гостите од Кочани играле подобро од својот противник, на крајот во записникот била внесена победа од 1 поен за домашната екипа. Се очекува реакција на Комисијата од Кошаркарската федерација, пошто ќе биде познато како официјално ќе биде регистрирана оваа средба. За викендов пак во третата кошаркарска лига е закажано 9-то коло, во кое Баскет Дино на домашен терен ќе се сретне со тимот на Вардар. Средбата се игра в недела во 17 часот во спортската сала Сашо Лазарев Чапо.